Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, што значи и голем број на теми за кои што како и секогаш ќе зборуваме само со вас. А еве за овој понеделник за што ќе зборуваме. Министерството за земјоделство и шумарство предлага големите странски стратешки инвеститори да може да градат енергетски објекти на најплодните земјоделски површини од прва, втора, трета и четврта класа. И тврда дека со измените што ги предлагаат, целосно се заштитува земјоделското земјиште од прва и втора класа. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште, што вчера е најавен на платформата на единствениот национален електронски регистар на прописи, фотонапонски централи и ветерници ќе може да се градат и на најдоброто земјоделско земјиште во Македонија. А со измена на членот 51 и пасиштата како земјоделски површини ќе може да се пренаменат во градежни, тоест и таму ќе може да се градат фотоцентрали. Оно што ве прашуваме денес е дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство. Дали ќе се доведеме во ситуација да избираме помеѓу енергија и храна. Ќе го дотепаат ли фотоволтаиците и така руинираното македонско земјоделие? До нас се знае како се стига со телефонскиот број 0230700005. Се намалува тонот на телевизорот за да зборуваме преку слушалка и секако да не се губат секундите во тоа дали добро ќе се слушнеме, а секундите се вкупно 90 на број за секое излагање. Но и ќе ве потсетам дека оваа дискусија што ја водиме во живо во секој издание на Црвена линија, можете да ја продолжите и на социјалните медиуми. Поточно на нашиот профил Црвена линија, тоа е на Facebook, секако на Twitter, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме нашите теми. Но задолжително од вас ќе побарам секако да не заследите на Инстаграм и да бидете дел од сите они инстаграмџи кои што секојдневно и активно учествуваат во нашите анкети. Денешната на Инстаграм стори изгледа вака. Прашањето е дали Македонија ќе остане бесплодната земја за производство на храна. Имате две опции за одговор, да, не, кликате на вашиот одговор, а јас редовно резултатите во проценти ги соопштувам таму некаде по рекламите. И сега кога веќе секако ви давам насоки за да се разбира се подготвите за темата и секако да бидете дополнително информирани, еве ќе започнеме веднаш и со официјалната страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што под соопштение стои: со предложените измени во Законот за земјоделско земјиште за прв пат се заштитува земјиштето од прва и втора категорија за изградба на фотоволтаици. Со измените кои Министерството ги предлага целосно се заштитува земјоделското земјиште од прва и втора класа од можна преизмена на земјиштето за изградба на фотоволтаици. Исклучок во Законот за пренамена за енергетски објекти, кои се предмет на стратешки инвестиции, не представува никаква закана за земјоделското земјиште, бидејќи овие стратешки инвестиции се уредуваат со посебен закон, што значи во една транспарентна законодавна постапка ќе мора најпрвен да се утврди повисокиот интерес за користење на земјоделско земјиште од прва и втора класа за изградба на енергетски објекти, па дури тогаш да се пренамени. Дополнително со предложените измени на Законот за земјоделско земјиште се заштитува и земјоделското земјиште од трета и четврта класа, кое сега е предвидено да се пренаменува за изградба на фотоволтаици. Само во случај ако во катарската општина, каде се планира градбата, нема друго земјиште кое е од посебна класа. Предложените измени на законот се јавно прикачени на системот ЕНАР, каде секој може да даде коментари да се произнесе по дадениот предлог. Законите се за да се почитуваат, но и да се прочитаат пред да се напише соопштение полно со невистини преку кое се манипулираат граѓаните. Како и да, ќе ве потсетам секако да кликнете и на telma.com.mk. Ќе бидете добро и целосно информирани за случувањето и во земјата и во светот, но секако и да се задржите на овој наслов кој што се врзува за темата за која што говориме денес со вас. Насловот е фотонапонски централи и ветерници ќе може да се градат и на земјоделско земјиште од прва и
од 1 до 4 класа. И секако тука ќе го издвоиме оној дел каде што стои дека во членот 51 има уште една значајна измена, а тоа е и дека самите пасишта како земјоделски површини може да се пренаменат во градежни, алудирајќи на тоа дека и таму ќе се градат фотоцентрари. Па сега преминуваме на вас. Се знае 023070005 со првиот гледач и неговото вклучување можеме и да почнеме со ова ново понеделничко издание на Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Секој добро. Според вас, дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство? Апсолутно се против. Апсолутно се против и земјоделци и сточари и било што. Имаме 6-7 класа, овчеполијето поготово. Там 400 хектари што бе овчеполско, што по систем за наводнување. Ја не знам како не е срам на владата, не се на владата и на опозиција, или све се работи за профит. А тоа е повеќе од сигурно. Ако евентуално јас сум спремен да му кажам и на премиерот, и на опозиционерот, и на овој од дуиште во коалиција на сите. Тоа ја не знам во која држава така плодно земјиште по систем за наводнување се користи за фотоволтаици. Па овче поле може да стават илјадници ветерници. Има таму по ридовите, колку сакате, имате голи ридови, само да се направи малку пат и да се става таму фотоволтаици колку сака. И на крај не е само овче поле. Било каде може да се работи. А не за запад луѓето дали гледаат или не гледаат. Хајде да речем, ми обични смртници немаме шанса да одиме. Ама тие барем одат по запад и треба да знаат кои градови кај се градат. Дали се градат на плодни земји или се градат на класа земјишта. Ја не знам што е ова. Благодарам многу. Еве подсетување за понатамошното вклучување на останатите гледачи. Секогаш имате го во предвид тајмерот 90 секунди. Внимавајте на него за да не изгледа дека ви исклучуваме. Благодарам за вашето вклучување. Сепак вие го пробивте мразот. Продолжуваме со дискусијата. Добар ден. Добар ден, Тира. Голем поздрав до вас. Па може малку поглед со тамо торот да се слушаме? Мене не ли ме слушате добро? Па сега... Подобро ли е? Пака е. Така, и ве кажете ми дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство според вас? Јас сум земјоделски инженер агроном. Агроном, не агроном. Зашто да зборуваме сега? За која енергија зборуваме? Разбирате мене. Храната ја ствара енергијата. Или енергијата ја ствара храната. Во кој свет ние живееме? Веќе 45 години слушам, ќе живееме во нов светски поредок. Каде што ченката нема да име ченка, каде што пченицата нема да име пченица, оризот нема да име ориз, сончогледот нема да име сончеглед. И ќе имаме нов свет и нов заедно. И знаеш зашто го кажем ова? Зашто ние не смееме да зборим, да. Сме за НАТО, сме за ЕФК, сме за обединителите. Меѓутоа, кој се збори за терен за Република Македонија, тука, ние, никако оставка. Овде Македонија се произведува тоа и тоа. Овде вирија тоа и тоа. Овде ова, овде ова. Не смееме да кугуваме глупости. Сега може ќе се навредим тина. И ти се дружиш тамо со некој. Благодарам многу за јавувањето. Немам ја што да се навредам, но секако еве во предвид имајте дека користење на вредливи, да вас зборувам за понатаму, на вредливи, недолични зборови, секако говор на омраза и говор кој што алудира на насилство, Црвената линија автоматски е сензитивна и ќе се активира. Продолжуваме понатаму со вас. Добар ден. Добар ден, Тина, Игор од Битола. Поздрав до вас и до Телма телевизија. Поздрав, Игор, и до вас. Кажете ми, според вас, Игор, дали ќе се доведеме во ситуација да избираме помеѓу енергија и храна? Па јас сум сточарски техничар, Тина. Сточарство завршено 4 години. Сточарски техничар. Во споделение сите петки ми беа
средно го завршив и средното, оти без земјоделие, без природа, многу е тешка темата, што јас ја размислував порано уште ко кажа ресурси, оти ресурси за храна нема, и тука се збунав јас, оти ресурсите за храна мора да има храна. Нема од што да живееме, мора да јадиме. Ама ако за струјата нема ресурси, ќе биде потешко да се најдат. Така, според вас, значи, недостигот на енергија може да предизвика всушност недостиг и на храна? Да. Добра, низ вашиот живот, низ праксата, како рековте дека сте завршиле сточарство, ако не греш... Сточарски техничар. Сте работеле, сте имале ли можност да ни откриете со што се сретнува македонското сточарство? Кои биле проблемите со кои што најмногу се сретнува сточарите? Јас Тина, имам хрането, имам по фарми, работено многу по фарми. Имам надредувано животни, бев и во Радобор, имам во Могила одено, во Радобор, во Битола, во Зик, Пелагонија, сточарските фарми. Така, добро, благодарам многу за јавувањето. Секако и ве апелираме и ќе ни биде драго доколку во дискусијата се вклучат оние кои што директно се засегнати со темата, односно оние кои што низ својот живот се занимаваат и со земјоделие, сточарство и така натаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ја би кажал вака, значи, ова со фотоволтаиците е благослов од власта. Можам да речам и може и пак ќе речам таа западна структура, америчка, британска и Европска унија, тоа го аминуваат тука да се прави. Ја немам ништо против фотоволтаици, али имам против што се ставаат на обработливо земјиште, како што пишува и на ова тело под ваш. Па, меѓу другото, и во соопштението велат дека предлага со овој закон, всушност се предлага целосно да се заштити земјоделското земјиште од прва и втора класа. А види вака, овие, да не ги кажам со убав збор, да речеме, некој збор што ќе треба да ме исклучуваш, нема ништо тоа да спроведат, они нив не ме гајле, си го гледаат нивниот бизнес и нивниот интерес. Ако сакаат терен добар за фотоволтаици, еве да речеме, тргни ондака према Црвени брегови, према Криволак, Кукуричани и Градско, штубови брегчиња има таму, голи и више камен се појавил. Што не редат по такви места? Што редат каде што може човек да посади нешто? Или не им се иде по брдана, по планинине, тие не се ни брда, тоа се ридови таму. Ама никој неќе да мисли. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Еве, ќе ги вклучиме малку и твитерџи во дискусијата и ќе почнеме со еден твит кој што е од оваа година, но од месец август. Сандокан де Мартиник напишал: имаме пасиште од 50.000 хектари, каде најблиската крава е оддалечена од нив 35 километри. Лани на Бистра, сред Галичник, ни овца, ни крава, ни коза. Па еве, според вас, дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство? Во светот постојат и агроволтаици, така да, еве, колку сте запознаени, особено оние кои што се во рамки на ова проблематика, топло ги покануваме во оваа дискусија на Црвена линија. Добар ден! Добар ден и убав ден вам и на вашата екипа. Најубав ден сега кој вам ви посакуваме целата наша редакција. Вака, јас мислам дека нема потреба они да градат и да прават и да џумбузи да прават, или башибузот ке правиме ние. Ке правиме кај што се треба леб да се јаде и да се пече. И да имаме да јадеме, а не да правиме кули и палавкули. Ке прават и ке остават. Тоа они си прават бајрам на мозокот. Не им е џебо да си го напунат сине, а не им е гаѓе за тебе и за мене. Само тие функционерите тоа си прават бајрам. Мислам дека ние наивните ќе веруваме за се. Не. Нема ништо од тоа.
Они прават колку да си земат. Ако е тоа толку пари, а они дупло ќе земат, и ќе си ги поделат тие пари, а само малку ќе дадат тамо. Колку да ни замажат очите. Не е така. Тоа е срамота и греота што прават од златна Македонија. Ама тие што се на функционерите, краповите, тие знаат сте да прават. Се додека са тие на власт, ние нема да мрднеме, толку извини, нервозна сам, пријатно. Немојте секако да бидете нервозна, но ќе ви се заблагодариме за учеството и секако продолжете да не следите и понатаму за да слушнете што ќе одговорат останатите гледачи кои што ќе се вклучат денес. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Дали ме ве слушаме одлично, дали се слушаме? Јас ве слушам, дали не слушате? Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Црвена линија Сотина? Да, Сотина и јас ви зборувам во црвена линија сте. Видите, треба аграрна реформа на земјиштето во Македонија. Аграрна реформа. Таа аграрна реформа прави окрупнување на земјиштето. Тоа е погрешна политика. Не може малите парцели да ни произведуваат храна ако нема еден голем зафат во Пелагонија, во Полок, во Пчеполието. Секаде имаме земја, ама не знаат како, инженери крупни имаме, ама не знаат политиката да ја водат. Министер кој нема две чисти од земјоделие, сака да биде по информатика, по све. Значи, таа работа треба културно да се фати како во европските земји. Значи, тоа кај нас ни фали. Никој не треба да е власта толку критикува, ама треба реформи во земјоделие, во све. Западњаците бараат реформи во све, а не ние ќе се направиме влада и кој тужен, народот да го плати долгот. Ви благодарам што ме слушавте и имајте убав ден. Секако и ние ви посакуваме убав ден и благодарам еве што се вклучивте да слушнеме што имате да кажете. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Тинка, убава детелинка. Благодарам. Па еве, кога веќе спомнавте детелинка, дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство? Како ви се чини? Прво ќе кажам, Македонија поседува едно од најбогатите земјишта во Европа. И како што знаеме, младите отидоа, постарите луѓе не се кадарни да го одржаваат тоа темпо на работа по полињата и така полињата остануваат пусти. Ние имавме храна за извоз, а не само за нас. Меѓутоа, ситуацијата се преврте. Мене не ме плашат овие волтаици. Мене ме плаши ситуацијата во Израел, каде што се ратува, каде што може да дојде да има избеглици кои ќе ги населат во нашиве пусти села и пусти места. Но тоа веќе е друга тема кога ќе дојде моментот. Еве како ви се чини, дали Македонија ќе остане безплодната земја за производство на храна? Па кога никој не работи и така ќе остане. Благодарам многу за јавувањето и потсетување, се разбира, во интереси на гледачите кои што можеби подоцна ќе се вклучат. Ги гледате прашањата на екранот, да се држиме до темата. Темата е следна: дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство? Сметате ли дека ќе го дотепаат фотоволтаиците и така руинираното македонско земјоделие? Еве, можете да дадете и вие некој предлог, можеби кој е најдобро решение, ако веќе не гледате решение во ова. И дали Македонија според вас ќе остане безплодната земја за производство на храна? Добар ден. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, во црвена линија сте.
си велам што и да зборнам, пак да не бидам исклучен. Ако кажам да живее Македонија, па да не бидам исклучен. Не, да Се живее плашам. Македонија немате да бидете исклучени. Продолжете и ве кажете сега, ми. дали да се радувам дека се уништува наше македонско земјоделие и да поддржувам таква власт што уништува се во Македонија, дали ќе бидам повеќе почитуван во Македонија или ако кажам дека ми е жал дека наши македонски земјоделци ги уништија тотално. Денеска разговарав со една жена која вика имале 300 тони пченица и вика пропаѓа наша пченица, не се откупува. А се увезува туѓа пченица за која плаќаме милиарди евра 70 години наназад. Наша златна македонска земја само Пелагонија доволно да не рани. А се испустија. Во Егејска Македонија фултаици гледам дека ги има по ридови, по планини. Кај нас во рамнинска плодна почва. И са кој е виновен? Ако ја спомнам власта, ќе кажете правам пропаганда пред избори. Како да зборнам, не знам. Како црна нели овца ваква јас во емисија да ја сакаш Македонија си црна овца во емисија. Ајде, како го коментирате ова што од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство посочува дека со измените кои Министерството ги предлага, целосно се заштитува земјоделското земјиште од прва и втора класа, од можна пренамена на земјиштето за изградба на фотоволтаици. Ми помина времето. Ќе ви дадеме уште 10 секунди. Што ќе кажете ново? Па мислам дека ова власт нели толку го сака овој народ и ова нели земја, толку бери гајле нели кога во министерство нели си играат фудбал, си играат кошарка и не изгоре тилот за македонски народ или другите во Македонија и за наше земјоделие. Тешко на народ, тешко на наше македонско земјоделие. Само дури има да увезуваме. Кој ќе нема да увезуваме, тогаш ќе умираме од глад. Напред СДС, живот мизерен за сите. Поздрав. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Ќе подсетам само, за да немаме ситуација, за да не можеме да се слушнеме добро, ве молам, особено за оние кои што прв пат ќе се вклучат во црвена линија, имајте на ум да го намалите веднаш тонот на телевизорот. Да видиме какви одговори ќе добиеме од следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте? Благодарам. Дали ќе дотепаат фотоволтаиците нашето земјоделство? Па мислам дека не. Затоа што фотоволтаици може да се градат на повисоки места, на ридови, на планини, кај што нема вода, а не кај што е обработливо земјиштето и кај што има вода. Меѓутоа, треба да се почитуваат закони. Ако не почитуваме закони како досега, зошто па досега немаме толку фотоволтаици, а немаме добро земјоделство? Увезуваме сепак храна. Значи нешто друго не функционира, а не функционира соработка на институции, не функционира. Не се даваат субвенции на вистинските земјоделци. А од друга страна, нашите земјоделци може нивните производи да си ги извезуваат надвор, каде што може да добијат повисоки цени, според пазарна економија. Значи, тука има многу фактори. На крајот се фотоволтаиците. Ако ние имаме добра соработка меѓу институции, што значи законите за каде треба да се постават фотоволтаици, треба да се почитуваат. Второ, на кого даваме субвенции? Трето, кој зема субвенции не може да ги качува цените до таван? Се знае. И многу ред. Значи, нашиот менталитет, ја секогаш го зборувам тоа. Ние треба да си смениме нешто во разумот, во свеста, за да функционираме така како што треба. Ако не почитуваме закони, ако нема кој да ги спроведе, тоа не уништува нас. Не само во земјоделието, општо, во сите други пори на општеството. Големо благодарам за вашето јавување во црвена линија и преку вашите одговори ќе се надоврземе и со една Твитер дискусија помеѓу Ташко и Пајонец. Ташко има напишано само на земјоделско земјиште од 5-та категорија може да се постави, мисли на фотоволтаици. Пајонец напишал само во рид, никако земјоделско земјиште, ниви, пасишта и слично. Никако и на кровови, јасно. А ние ве прашуваме дали ќе се доведеме во ситуација да избираме помеѓу енергија и храна, дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделие и сточарство и дали Македонија ќе остане бесплодната земја за производство на храна. Добар ден.
Ало, добар ден. Секој добро во црвена Па линија. еве, Тина, ја би ве прашал вас како телевизија, зошто никогаш не го елаборирате проектот Бардарска долина? За све, убаво е све што објавувате, меѓутоа ете, за тој проект никој не дискутира. А тој проект има две фази. Едната фаза е проточни хидроцентрали на Вардар и другата фаза е со две брани. Речеме, државата би требало сега првично, кога веќе сака да гради зелена енергија, би требало да распише конкурс за проточните хидроцентрали, да ги блокира моментално овие фотоволтаиците, бидејќи еден од условите за тие да се градат е да локалната самоуправа даде одобрение, второ да бидат до енергетски извор каде што ќе може да се приклучат. Значи, не е само проблем државата која дава дозволи, проблем е и локалната самоуправа која да исто дава дозволи, таа е играч во процесот. Јас кога би го поменувал законот, ја би предложил вака. Сега ако сакате да купите нива, прво мора да ја понудите на вашиот прв граничар. Во овој дадениот случај, секоја земја што е под 5-та категорија, продавачот задолжително, ако нема граничар, да ја понуди да купи државата. Значи, со тоа ќе ги блокираме манипулациите од примерот делчевски ниви. Дали ме разбирате? Земја прва и втора категорија, продадена ваму таму, купена, препродадена. Тука се малверзациите. Локалната самоуправа пречутно дала согласност. Значи, и локалните самоуправи се дел од ланецот на изигрување на законите. Па и сега е забрането за земја под 6-та категорија да се гради фотоволтаици, ама некој дава дозволи. Значи, би требало поширока тема да се отвори за ова прашање, а ја речеме покрај тие измени, би го предложил тоа. Ако не е граничарот заинтересиран за купување на земјата, ако земјата е под 5-та категорија или под 6-та категорија, задолжително државата да влезе во играта за откупување, со тоа ќе го намалиме притисокот за постов. Така, благодарам многу за јавувањето. Те слушнавте досега што се одговори на нашите прашања гледачите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, црвена линија, повелете. Ја никако за ставање за фотоволтаици на земјоделско земјиште, али би сепак ќе направат, пошто тука на Гостивар, јас севам од Гостивар, исто прават што фрлат шут отпад и го прават 6-7 класа, потом си прават и хали и све. Да продолжете, ве слушаме, имате уште 70 секунди. Толку. Фала, пријатно. Тоа би било се. Добро, благодарам многу. Еве, кратко и јасно, еве, што кажа и последниот гледач. Еве и цитирџи што велат на темава. Шпрт напишал, цела земја со колектори воопшто не е добро. Комбинација колектори плюс ветерници, плюс хидро, плюс централа на јаглен, газ, нуклеарка, да. А ние ве прашуваме, еве, според вас, дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство? Слушнавте од претходниот гледач кој што еве укажа дека во Гостивар се случува да земјиште кое што се полни со шут и отпад станува поинаква категорија токму поради таа причина, па потоа се препродава. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Дали ќе го дотепаат? Па има ли уште за да се дотепа? Јас, да бидам искрен, порано се градеа фабрики надвор од градовите, на брда, планинчиња некои така, не да бидат како Шарпланина, Солунска глава, знаете на што мислам. Ама да не бидат и како сега во Кочани, кај ги дотепа сушата, Арпата што рекоа, што викаа вчера, завчера, дека половина род има за разлика од ланска година. Па не е само оризот. Све друго ќе го битисаат. Ама начисто. Што рече да се укрупни земјоделското земјиште. Само така. Видите ало. Да ве слушаме, продолжете. Зошто со Чебрен? Еве ќе го споменам Чебрен.
Дали не се сеќаваат големиве функционери што направија со окта на времето? Така сакаат и со Чеврет да направат. Да им го дадеме на грците, така? Па ќе земаме 50 милиона годишно, па ваму, па таму и на крајот ништо мижи асам да ти бам. Па тие се свесни функционери. И друго, ова е ван темава. Зошто Ману, ама воопшто не функционира? Па ја мислам се, да не речам најголемите, ама големи умови, ама можда и најголемите умови. Тие да покренат некоја работа за државава воопшто. Јасно, благодарам многу за вашите ставови и видувања во однос на она за што зборуваме. Продолжуваме понатаму. Добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, во црвена линија сте. Фала. Би се тренерска Богомил од подношето на Капиново. Еве случка се уклучив, па видов која е темава. Така, благодарам многу за вклучувањето секако. Да, фала. Значи, треба да разграничиме, треба да избереме леп или струја. Значи, луѓето живееле без струја, а лебот им бил многу битен. Тога да се разјасниме, тоа е прва работа. Ако треба да бирам, од тие две ќе го бирам лебот, него струјата. А за 300 тони пченица некој што имал, што му кажал на некого, значи тоа сега ќе се знае што јавност и што ти ја знам. 300 тони пченица, луѓе, знаете што значи некој да има? Па досега светот ќе знаеше, а не некој си отприлеп од пред телевизор што не излегува. И кога ќе ви се јави вас, па готово ќе ве остабе и отиде на друга телевизија и така. Што зборуваме тука ние на оваа телевизија? Ова не ли е срамота? Значи, ако збори нешто, некој мене да ми каже 300 тона пченица. Кој сум ја да ми каже? Жена ми кажала, некој или маш или не е битно. Да не ви зијам повише време, толку од мене. Ќе бирам леп него струја. Луѓето преживувале и без струја. И затова се раѓале по 7, 8 и 10 деца. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Па вака, со овие фотоволтаиците за струја, ме слушате? Да, продолжете. Не само што ќе го дотепат земјоделието, него сами ќе се утепат за храна, после ќе треба да увезуваат, а фотоволтаици ќе продават. Ви не знам кога ќе и овие фотоволтаици не се толку економични како што мислат они. Ако земеме во предвид колку им е векот и така натаму. Него една работа сакав да прашам вака во емисија, може? Да слушнеме. Вака. Има опција за гласање. Сите турци во турска кутија, албанци во албанска кутија, македонци во македонска кутија и другите националности, што не ги признават. Благодарам. Благодарам многу за јавувањето и јас ќе посетам црвена линија, нека се движи во насока за темата за која што говориме. Ево уште еден интересен твит од Ирина Тошева, она има напишано нови законски измени, фотоцентрали на плодно земјоделско земјиште. Има напишано but why, во превод значи но зошто, прашува Ирина Тошева на Твитер. Донатело bski.mk има напишано има еден тон одговори зошто, ова е само првиот што ми се појави на Google. Сушност укажува на текстот за кој што се говори за агроволтаици, кој што сушност се колектори над засадени површини, кои што користат сончевата енергија за одгој на земјоделските култури. Како и да ние ве прашуваме дали овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во црвена линија сте. Сакаме да се уклучиме во темава. Така, ве слушаме, повелете. Во последно време е многу актуелна. Ја мислам ова поставеното прашање дали
сте за фотоволтаици на земјоделско земјиште, тоа прашање и за осмооделенци, мислим за се знае дека не треба фотоволтаици на плодно земјиште да се и тоа треба строго со закон да се забрани. Било каде не може да се земјоделие, да се обработува земјоделско земјиште, али фотоволтаиците може да се става и на некои несоодветни места каде што нема да смета на производството на храна. Толку. Тоа би било се. Добро. Дали според вас, еве кажете ми барем на анкетното прашање одговор, дали Македонија ќе остане безплодната земја за производство на храна? Најверојатно се исклучи гледачот. Добро, некој од вас се куси јасни. Како да е, големо благодарам за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Ајде да видиме какви одговори ќе имаме на самиот почеток за нашето анкетно прашање. Добар ден. Ало. Дали Македонија ќе остане безплодната земја за производство на храна? Добар вечер, дали ме слушате? Да, и дали вие мене ме слушате? Имаме прашање. Дали Македонија според вас ќе остане безплодната земја за производство на храна? Видите вака, тоа со закон треба да се регулира, но лично сметам дека целата емисија, да ви кажам, а и ние сме големи лицемери. Па колку места завземаат тие фотоволтаици, ве молам? Па и тие фотоволтаици, ако не беа направени, луѓето ништо не ќе садеа. Само лицемериме. Немаме никаква организираност во државата за земјоделието. И колку простор ќе фатат, колку е едно влакно, една келева глава. Да не се правиме сите паметни. 50 хектари во Пелагонија. Дали ме слушате? 50 хектари во Пелагонија. Некого да окривуваме заради фотоволтаиците. Па се знае, тие се капиталистите што сака да печелат. Но многу да не се платиме за лепчето и пиперчето, зашто ако некој сака да работа, има за работа. Цела Македонија е во трнја израсната. Благодарам и пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Нема според нас ништо лицемерно да ги поставиме овие прашања, а секако на секој од вас добре дојдени сте да го кажете вашиот став и одговор. Добро, продолжуваме понатаму, да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме Црвена линија? Ала? Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете, во Црвена линија сте. Ja. Ви молам, оставите луѓето на мир. Оставите луѓето на слобода. Немој да ги мачите. Како ве мачи? Држава не станува со еден збор. Овде не може држава ние да имаме. Дайте му на луѓето слобода, немој да ги мачите. Одете се дома и честете се куќата. Се слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Нема што да продолжам, тоа е тоа. Овде не станува држава, зашто ги мачиш луѓето? Како ги мачиме луѓето? На каков начин? Добро, благодарам многу за јавувањето. Добре дојдени сте и вие секако да си го искажете вашиот став. Ние не верувам дека ве мачиме, туку ве прашуваме. А секако, како Црвена линија, сме должни гласно и јасно да ги слушнеме граѓаните што мислат во однос на темата, па и не само оваа, туку секоја наредна за која што дискутираме. Добар ден. На поздрав до тебе. Поздрав. Дали ве мачиме да прашам? Тешко. Немам таков проблем. Дали ќе се доведеме, ќе не доведат во ситуација, затоа што но вие им одговара да се увезува храна, тогаш има провизии поголеми. Не им одговара домашното производство, на увозот има начин да се земе провизија. А јас колку што прочитав негде дека 1/3 од Пелагонија е веќе дадена за покривање со фотоволтаици. 50 хектари. И баш кај тоа е една од поголемите глупости,
затоа што сите држави сега што претераат со фотоволтаици имаат реален проблем, не може да ја складираат енергијата. Фотоволтаиците произведуваат енергија кога не ти треба. И не постојат такви акумулатори да акумулираш, не може да ја трошат. И имам и пријатели што имаат монтирано и сега се во небрано. Нема што да прават со енергијата. И ќе биде тоа уште поголема глупост, покриени по линијата со фотоволтаици, струјата неупотреблива, а земјоделско земјиште ќе немаме. Може сега немаме млади што обработуваат земјата, може ќе се врати пак, храната ќе биде главна, може ќе почне народот пак да одгледува, ама ние по линијата ќе ги покриеме со фотоволтаици, а планините ќе ни седат голи и пусти. Значи, никаква стратегија нема државата, ни во енергетиката, ни во земјоделието. Све прави наопако. Затоа и се наоѓаме на ова делење. Благодарам и поздрав. Големо благодарам и вам за вашето јавување. Еве на Твитер што напишале Македон и Холи. Македон напишал: без вода нема живот и без земја нема живот. Најстрого кривично ќе бидат гонети и казнети тие криминогени политичари кои ќе се обидат да продадат државно земјоделско земјиште и водени површини на странците во Македонија. Тоа важи и за странските профитери. А Холи одговорила на ова: плодно земјоделско земјиште кое никој не го пипнал 30 години. А ние ве прашуваме дали според вас овие законски решенија се во корист на македонското земјоделство и сточарство. Добар ден. Ало. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав за телевизија, Телма. Поздрав и до вас, секако. Што беше темата, прилика? Па темата е вака дека Министерството за земјоделство предлага големите странски стратешки инвеститори да можат да градат енергетски објекти на најплодните земјоделски површини од прва, втора, трета и четврта класа и тврда дека со измените што ги предлагаат целосно се заштитува земјоделското земјиште од прва и втора класа. Меѓу другото, ќе истакнеме дека со измена на членот 51 и пасиштата како земјоделски површини ќе може да се пренаменат во градежни, тоест и таму ќе може да се градат фотоцентрали. И сега, дали сметате дека со овие законски решенија всушност ќе биде во интерес на развој на македонското земјоделство и сточарство? Тина, ovo je samo za lažuvanje mi za svega. 2016 dođe na vlast. 2016 što sraботеше ви това е за земјоделието. И за земјоделие, и за здравство, и за пензионери. Ништо не сработеа. Ништо, само лажат. Зелена нафта и витува на земјоделците, извоз и витува, ѓубре поевтини витува, цени повисоки витува. Раде Василев слушај по-прво. Ништо тоа нема. Ништо. И сега още проекти ќе витуват. Какви проекти бе? Още да ги чекаме да владеат още. Уште да задржува државата, а нема ништо за народа и за земјоделците. Органска храна се произведува кај нас. Не треба да профитират. Извозувате, а увозуват шкарп. Шкарп поевтин за профитират. Нема народот ги гледа, не. Ништо не се спорили. За народа и за државата не работи. Ова не е народна власт, ова е значи, се не е ничена партија. Само групата ги поддржуваат, што се задоволни да не чертеат. Подпрво, Лупчо тие. Благодарам многу за јавувањето. Дојде времето и за реклами. По рекламите останува да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Ве потсетувам, следете на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија. Информирајте се на telma.com.mk, а веднаш кликнете и на Инстаграм. Оние кои што веќе таму не следат, еве како одговорија на денешното анкетно прашање. Дали Македонија ќе остане без плодната земја за производство на храна? Со да одговорија 71%. Со не одговорија 29%.
Како и да, останува да ви се заблагодарам на сите вас кои што не гледавте само, туку земавте учество во Црвена линија. И сега ќе ве поканам да си останете со Телма телевизија, бидејќи за многу кусо време ќе се пресретнеме во една друга димензија, каде што имаме 100% добра забава, многу вредни награди, како што, например, понеделнички следува микропечка, па ајде сите заедно да видиме како ќе заиграме и да се освоите куп награди. Микропечка е во игра, не заборавајте, се гледаме.